Празник кафулиња, слаба раздвиженост, сообраќај од како во секоја друга недела навечер. Околу 19 часот кога се затвораа избирачките места, атмосферата во Куманово воопшто не оддаваше впечаток дека е изборен ден. Возбуда имаше само во партиските штабови. Во СДСМ се креираше атмосфера за слави. За петка, ајде. Мартин Костовски и кандидатите за советници веруваат дека по 2 мандати има реална шанса Максим Димитриевски да ја напушти градоначалничката фотелја. Во штабот на ВМРО ДПМН беше тивко, што и беше разбирливо бидејќи од 7 кандидати за градоначалник, ниту еден не беше нивен. Партијата реши да го поддржи Максим Димитриевски од ЗНАМ. Ги чекаа гласовите за советници. На околу 200 метри од ВМРО ДПМН беше најраздвижениот штаб на ЗНАМ. Дел од членовите и симпатизерите беа собрани уште од крајот на гласањето. Од време на време се аплаудираше кога аналитичкиот центар ќе излезеше со нови бројки за нивното водство. Максу 110, 29 марта. Скандирањата беа најбурни кога се споделува информации за разликата помеѓу Максим Димитриевски и кандидатот на СДСМ Мартин Костовски. СДСМ 60, Максим Димитриевски 280. Во еден момент, атмосферата ја запали поголема група симпатизери кои скандирајќи го името на Димитриевски, придружувани од тапани, пристигнаа во штабот. Во тој момент, по околу 80% обработени гласови, веќе беше јасно дека Максим Димитриевски влегува во втор круг со сериозна предност. Се чекаше само да се дознае кој ќе му биде против кандидат на 2 ноември. Дефинитивно најголем победник на овие избори у Куманово е движење Знам за наша Македонија. Официјалните бројки од Државната изборна комисија покажуваа неизвестна трка за второто место во Куманово, а со тоа и место во вториот круг, меѓу кандидатите на СДСМ и Националната алијанса за интеграција, коалицијата предводена од ДУИ. Конечниот расплет доцна во ноќта донесе шокантен пресврт. Во вториот круг влегува независниот кандидат Горан Стојковски Диро. Па првичната еуфорија во СДСМ, каде во меѓувреме пристигна и поранешниот министер Оливер Спасовски, се стиша. Во меѓувреме, на централниот плоштад веќе славеше ЗНАМ. Во моментите додека го снимавме славието на Димитриевски, се уште не беше јасен расплетот, што се чини и не беше важно за него. Знам ќе биде дефинитивно победник на престојните избори на локално ниво, бидејќи повеќе од јасна е желбата на граѓаните и дека препознаваат континуитет и развој на овој град и сакаат Куманово да продолжи да се развива во тој дих. Во еуфоријата не заборави да каже благодарам на ВМРО ДПМН. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам првично на сите членови и активисти на движење Знам за наша Македонија, исто така да се заблагодарам и на сите членови и активисти на ВМРО ДПМН за поддршката која што ја добив од нив и сите останати граѓани. Димитриевски славеше и затоа што владината коалиција ЗНАМ, ВМРО ДПМН, партијата на србите и Влен, со 19 мандати ќе има стабилно мнозинство во Советот кој брои 31 место. За крај, остана уште да се прослави со хитот што некои кумановци ни рекоа дека почнал да се пее и по свадби. Максим Димитриевски. Им благодарам на моите сограѓани роми кои што на првото отварање на мојот изборен штаб во населба Средоре ја искомпонираа таа прекрасна песна која што стана на вистина вирална и многу сум горд на сите нив и на сите тие имиња кои што се споменуваат во песната, а се надевам дека Куманово преку тоа покажува и колку креативни граѓани има. Максим Димитриевски.